И после 2 месеци од утврдениот рок, фасадата на средното стручно коле Неделковски не е завршена, реагираат денеска од општинската организација на СДСМ. Градоначалникот Чадиев река од партијата на денешната пресконференција им вети на граѓаните дека фасадата ќе биде готова до 31 март. Моменталната состојба според опозицијата е уште еден доказ за лажните ветувања на ВМРО ДПМН и побараа надлежните да дадат одговор на прашањата. Зошто се уште не е завршена реконструкцијата на фасадата на ова училиште, кога и јавно ветивте дека истата ќе биде завршена до 31 март 2016 година? Дали знаете дека после само 21 ден од подпишувањето на договорот со фирмата која го доби тендерот за реконструкција на фасадата, договор вреден 2.720.136 денари, и истата таа фирма има добиено негативна референца и наплатена е гаранција за квалитетно извршување на договор. И покрај неисполнетото ветување која го дадоа градоначалникот и раководителот на Центарот за развој на Вардарскиот регион, велат од СДСМ, тие деновиве уште и презентираа уште неколку проекти кои истакнаа дека ќе бидат реализирани. Од СДСМ бараат одговор за тоа какви мерки превземаат надлежните за непочитувањето на рокот за изработка на фасадата на Коле Неделковски. Ако крајниот рок за завршување на работите за реконструкција на фасадата, согласно договорот, склучен помеѓу фирмата изведувач и Центарот за развој на Вардарско-планскиот регион е пробиен, должни сте да одговорите на граѓаните кои и какви мерки ги преземавте. Дали можеби ја активиравте банкарската гаранција поради ненавремено извршување на договорените обврски на фирмата изведувач на работите? Од СДСМ најавија дека ќе иницираат соодветни законски постапки до инспекцијските органи за ваквите наводи, а ќе го информирале и Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој. Од ВМРО ДПМН пак денеска со писмен допис реагираат на наводите. Во истиот стои дека денешната пресконференција е само уште еден обид на СДСМ за собирање на ситни политички поени и искривување на реалната слика. Во дописот ги наведуваат дел од реализираните проекти на владата и локалната самоуправа, меѓу нив извршените реконструкции во основните и средни училишта, реконструкцијата на гимназијата и основното Кирил и Методи, лифтот во Васил Главинов, новите училишта во Оризари, Сливник и модуларното во Иванковци и Отовица, завршената реконструкција на топловодните системи во Васил Главинов, Благој Кирков и Блаже Коневски, заменувањето на инвентарот во сите училишта. Од ВМРО ДПМН во писмениот допис напоменуваат дека разликата помеѓу нив и СДСМ е во реализираните проекти од една страна и како што стои деструктивниот однос и нула проекти зад себе од друга страна.